Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Господин Хајредини, владата неодамна се задолжи за дополнителни 25 милиони евра кај домашните кредитори. Што доколку продолжи ова темпо на задолжување? Па, ова темпо и досегашното темпо е загрижувачко. Меѓутоа, сакам на почетокот да кажувам дека ние немаме ни приближна представа за состојбата во финансиите, јавните финансии во Македонија. Само сакам да потенцирам уште на почетокот дека една од забелешките во извештаите на Европската комисија, која постојано се повторувала последниве години, е отсуството на било каква транспарентност финансиска. И второ, токму тоа и во извештаите се спомнува дека и лошото менаџирање со јавните финансии. Значи, тоа не е само мислење на луѓе, експерти и граѓани на Македонија, со што сме овде сведоци и го повторуваме, туку и се повторува и таа оценка дека управувањето со јавните финансии постојано се влошува во Македонија. За да дојдеме на крај во ситуација, таквите констатации да се потврдат од зборовите на самиот министр за финансии и заменик на премиерот, што го слушавме, дека само лудаци го прават ова што го правиме ние. Ова е фактичка состојба која сега кулминира, отсуство на извори странски, не може понатаму Светска банка со интервенции што се фали министерот за финансии, дека благодарите на неговите врски лични таму успевал да влијае и Светска банка да одобрува и да дава гаранции. Нема каде ни престои нареден период кога ќе избијат сите барања на буџетските корисници и на приватните компании, нарошто градежните, преку кои се испрани огромни суми пари наменети за реализација на проектот Скопје 2014. И ова што се случува, токму тоа се случува и натаму ќе мора да се случува доколку не се случуваат некои потешки, драматични проблеми во земјата. Дали буџетот е пред финансиски колапс, како што тврди опозицијата? Дека буџетот е во колапс, тоа го знае најдобро овај Зоран Ставревски и тој тоа го потврдил. Дека немаме леб да јадеме, а купуваме чоколади. Околу тоа, кога вика немаме леб да јадеме, а од друга страна се фали дека Македонија е средно задолжена земја. Едно е да должи некој богат човек, а има способност да ги враќа долговите и го користи за создавање на добивка. Друго, еден човек или фамилија која нема леб да јаде, а стасале огромни долгови према странство и према домашните банки. Тоа не е се исто, нити слично. Ова е драматично, независно што процентот, стапката на задолженост не ни била на 60, не ни била 70, него сега веќе викат околу 50. Владата вика уште помалу, меѓутоа ситуацијата немаш од кај да ги враќаш парите, jer долговите си ги користел за намени кои не создаваат општествен бруто продукт, за да може да се вратат од земените пари. Јапонија има 200%, се споредуваат со Германија, со Италија, кои имат сила да ги вратат долговите. По Македонија ова е проблемот. Овие пари, односно само 5 милиони евра, ќе се искористат за раздолжување. Што мислите за што се потребни останатите средства, имајќи во предвид дека се ближат избори? Не може да ги измири обврските што буџетот ги има спрема другите доверители, компаниите, а и редовните буџетски расходи. Плати, пензии. Ги споменавте странските инвестиции. Колку може да се забележат ефектите од нив? Фактот дека владата склучува и тие директни инвеститори што дошли во Македонија, договорите со нив се тајни,
а никој до денес не објаснила зошто се тајни, зборува дека и тие договори се крајно проблематични и крајните ефекти не можеме да ги гледаме ние од таквиот модел на ангажирање на странски компании. Затоа што внатре ние не знаеме што таму. Знаеме дека им се обезбедуваат крајно поволни услови од даноци до изградена инфраструктура и дека овде доаѓаат за крајно најслабите плати се исплатуваат во фирмите што се од странските инвеститори. Второ, па имаме објавено дека сите позначајни инвеститори што дошле овде, сите ги гонат во нивните земји. Тоа е едно. Второ, не имаме појава сега што се кријат. Има една конвенција меѓународна која некои земји ја потпишале. Во Соединетите Американски држави има закон за надворешни коруптивни практики, каде одговарат фирмите амерички и фирмите кои котираат во берзата во Њујорк, а се странски, доколку ги подкупуваат функционерите во одделни држави. Школски пример за тоа, Кина нити е потписничка, нити на таква една конвенција, затоа кружат повеќе интерес кинезите да ги донесеме, затоа што од само два договора за автопатиштата према Кичево и Штип, 30 милиона евра зема премиерот со министерот за го слушаме. А граѓаните мислат дека Кина, земат од Кина, не зема од нас. За толку тој го зголемува износот на договорот за концесија, што ние кога тога Македонијата, граѓаните Македонија ќе го платат тој износ поголем. Затоа тие договори не се објавуваат јавно, него тајно. Тогаш оправдана ли е оваа политика за субвенционирање на странските инвеститори? Па оправдана е затоа што од сите нив тие плаќат. Само од сите нив се земат крупни провизии, од таму стотини, можда и милиарди пари, одат во джебовите на раководствата на партиите на власт. И ВМРО, и ДУИ, и другите. Мислите дека тие земаат провизија? Тие ги земат тие пари во тие тајни договори каде што тие земат. А ние плаќаме сите. Овие што се финансират од јавната инфраструктура, патишта и така натаму. ВМРО ДПМН и неодамна даде отчет за сработеното. Како ги оценувате нивните достигнувања на економски план до сега? Па ние слушавме дека 3.500 проекти се остварени. Ниеден проект што е содржан во програмата Преродба во 100 чекора од областа на патната и енергетската инфраструктура после 10 години не е остварен. И што е остварено, а не е никогаш предвидено, нити во буџетот како позиција фигурира, се крие, околу милиарда евра се потрошени за проектот Скопје 2014 година. Нити го спомнува, срам му и да се фали со тоа. Значи, све што е предвидено не е остварено, остварена е крупен проект кој не бил предвиден. Ова е реалноста на отчетот од 10-годишното остварување во областа на економијата во Македонија. Значи се сведува на само на еден проект Скопје 2014. Да, само на еден крупен проект, освен он што реди таму. Таму има во тој отчет и 1 километар пат негде, вика, од Дрвеница до Седларце. Тоа не е пол километар, таму све во тоа е наведено, а да сме ги имале Македонија овие проекти што овде ги цитирам јас остварено. Крупна промена ќе се гледаше во Македонија, затоа сите овие инвестиции носат раст, носат подобрување услови за сите други бизниси. Ви благодарам за издвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.